До 9 часот во Македонија наутро, мрзливи, неинтелигентни, неспособни, вакви се најчесто етикетите кои им се лепат на децата кои имаат потешкоти во учењето, но без никој да знае дека всушност тие се соочуваат со состојба наречена дислексија. И често во Македонија наутро сме зборувале за тоа дека токму непрепознавањето на појавата произлегува и од фактот што овие деца не се разликуваат во ништо од другите, ниту во интелектуалните способности, ниту во однесувањето. Напротив, кај нив се поизразени креативноста и креативното размислување. Инклузивното општество за кое што говориме интензивно низ годините се покажува и докажува само на дело. Дали стануваме инклузивно општество е тема на кое што разговараме и со соговорниците кои што ги имаме денеска во студиото 3 намотава, но и со соговорниците кои ги имаме на линковските вклучувања до 9 часот во Македонија наутро. Дамјан Николовски од Сдруженијето Ајнштајн го имаме во утринската заедно со неговиот брат Симон Николовски. Ќе ви кажеме со причина се тука и двајцата. Добре не дојдовте, Дамјан. Добро време. Ајде ќе започнеме од аспект на Сдруженијето и сето она што го правите вие низ годините. Веќе е потврдено и знаеме дека дислексијата е многу повеќе од само гледање на буквите на опако и не станува збор ниту пак за мрзелеви, ниту пак за неинтелигентни, уште помалку за неспособни деца. Но како Сдружение дали успевате низ годиниве со гласното говорење да ги рушите стереотипите и да правите промени? Каков е впечатокот? Па, кога ќе направиме една ретроспектива на работата, затоа што Сдруженијето функционира веќе 10 години, промени се случени, значи имаме промени, меѓутоа можеби не доволно. Затоа што сето тоа е процес, нели, за да создадеме едно инклузивно општество, треба да поминат многу години, иако сум задоволен од тоа што сме го постигнале до денеска, затоа што каква била ситуацијата пред 10 години, сега е многу подобрено. Иако, како што кажав, има уште многу што треба да се направи. Така. За да разбереме колку е распространета, ќе ги кажеме еве и следниве податоци. Имено според Меѓународното здружение за дислексија, 15 до 20% од светската популација се соочува со одредени симптоми на дислексија. Во групата словенски јазици дислексијата достигнува 10 до 15%. Со други зборови, барем 3 до 4 ученика во едно просечно оделение го имаат овој синдром. За жал, зборуваме за едно општество каде што дислексијата не е препознаена, но тоа не значи дека е така во другите. Имаме и такви општества. Дамјан, какви се податоците за Македонија? Ние како здружение имаме направено едно пообемно истражување преку кое што докажавме дека 12,2% од учениците покажуваат знаци на дислексија, нели што е во рамките на генерална светска статистика. И според искуството со работата со училиштата, тоа е таа бројка. Значи, 2 до 3 дечиња во секој оделение се соочуваат со такви тешкоти, иако се уште недоволно позната состојба во државата и голем дел од децата остануваат недетектирани, односно остануваат со непрепознаена дислексија. Не случајно ви имаме двајцата во Македонија наутро и не случајно започна приказната со Ајнштајн. Вие имате дислексија, Симон, вие имате дислексија, но секоја чест за вашето семејство, оние кои што се на вистина сериозни борци во приказната и од кои што имате поддршката. Пајде да слушаме личната приказна. Тоа се статистиките и воведот во целата оваа приказна, но ајде да слушнеме лично. Пред какви предизвици бевте, Симон, исправени вие? Пред какви предизвици бевте исправени вие, Дамјан, во процесот на растање, во образовниот процес? Кога и како дознавте дека имате дислексија? Ќе кажам на кратко само мојот дел, значи јас за мојата дислексија, како и кај најголем дел од лицата, дознав многу покасни години, односно од кога почнав да работам во Сдруженијето Ајнштајн. А Сдруженијето Ајнштајн беше формирано токму заради Симон, затоа што Симон некое трето оделение, дознавме дека се соочува со тешкоти во совладување на училишниот материјал, за кој што стварно не знаевме зошто која е причината за тоа. Истражувајќи го носеа моите родители на разни испитувања и така некако се дозна дека има дислексија и се формираше Сдруженијето со цел за да се подигне свеста за оваа состојба. Симон, што значеше да се расте со дислексија? Па не беше баш најлесно. Имаше многу булинг од моите соученици. Најчесто од времето не разбира они како е да се има дислексија. И ради тоа што не го разбира, ја релативно
поминав без другари во основни и во средно училишта. Се менуваше ли перцепцијата на децата како минуваа годините? Беше малце потешко да им се смени перцепцијата и релативно пробував да го кријам тоа фактот дека имам дислексија, ама многу често можеше да се види дека имам дислексија. Така. Меѓутоа, самото постоење на Ајнштајн денес навистина е од голема олеснителна околност за сите луѓе кои што ја имаат и живеат со оваа состојба. Сигурно порано, Дамјан, пред да се формира Сдруженијето, со уште поголеми предизвици се соочувале сите деца пред се во образовниот процес. Така е, Ване, како што и ја почна најавата, како што беше најавата, проблемот е во непрепознаената дислексија и етикетирањето на децата. Тоа е сега променето во голем степен, затоа што пред се наставниците се едуцирани за состојбата, а голем дел и од родителите имаат можност каде да дознаат повеќе за дислексијата, што не беше случај пред 10 години, така што мислам дека во однос на тие работи имаме направено... Има напредок. Да, има доста голем напредок. Ќе ја провериме ние сега и ситуацијата на терен. Не очекува колешката Елизабета Кузмановска во првото линковско вклучување. Препознавањето и работата со учениците е предизвик плюс и за наставниот кадар низ годиниве, за кои низ обуки и работа со нив секако се обидуваат да им помогнат во работата со своите ученици низ годиниве. Но оваа тема утро во колешката Кузмановска во второто линковско вклучување. Елизабета? Добро утро, убаво ме најавивте. Јас само ќе се надоврзам на вистина една интересна, меѓутоа привлечна, невообичаена состојба кај учениците кои што се јавува од раната возраст, дислексија, навистина состојба, нема да кажеме воопшто ментална, стабилна или нестабилна, меѓутоа тоа е специфични тешкоти во учењето во школото, најмногу се однесува во читањето, можеби индиректно и во меморијата. Нема да должам многу, моја соговорничка е Катерина Николовска, наставник и координатор на Центарот за деца со специфични тешкоти во учењето во школото. Веќе во студиото темата е најавена дислексија. Навистина конкретно постојано работите со такви ученици. Добро утро. Како сте утрово, малку свежо? Добро утро, да, малку свежичко, меѓутоа добро. Колку е важно, претходно и тоа некако констатиравме, кога ќе дојдат учениците, имаат дислексија, имаат потешкоти во читањето, во учењето, во меморијата, веднаш да се дознае колку знаат родителите, колку колку е важна состојбата што порано да се евидентира. Да, па исклучително е важно кога некој ученик ќе дојде во училиштето или ќе се запише, да речеме, да знаеме со какви тешкоти се соочува, дали е тоа дислексија или некакви други тешкоти во учењето. За нас кадарот кој што работи со овие деца е многу важно, затоа што порано започнеме со интервенција, таргетирана интервенција која што ќе работи на нивните тешкоти, толку поголем напредок ќе забележиме кај нив, не само во читањето, него и генерално, нели, во целокупниот академски напредок. Сега, тоа најмногу зависи од родителите и нивната, нели, иницијатива да направат тестирање или не, меѓутоа исто така и од, нели, препознавањето на наставниците во училиштето. Не мора секогаш родителите да бидат тие кои што ќе препознаат. Наставниците се оние кои што се, да речеме, прва борбена линија и кои што би било убаво да идентификуваат дали некој ученик има дислексија или не, да препознаат и понатаму да се действува со следни чекори, а тоа е интервенција. Така, интервенцијата може би е задоцната, меѓутоа, како што кажавте, вие сте на прва борбена линија, што преземате? Вие конкретно тоа и го работите? Така, да, првенствено се прават, доколку јас добијам ученик, каде што, да речеме, има сомнежи дека има, или гледаме дека има индикации за некаква тешкотија, правиме внатрешни интерни тестирања, кои што не се диагностички, меѓутоа се диагностички во смисла да ни овозможат нам, наставниците тука, да видиме на кој ниво е ученикот и од каде треба да тргнеме и од каде мора да почнеме. Тоа е некој првична база на податоци кои што ни се потребни за да видиме и да воспоставиме интервенција понатаму.
понатаму. Откако ќе го направиме тоа го правам јас како координатор на Центарот за специфични тешкоти во учењето овде, меѓутоа откако ќе го направиме тоа и ќе воспоставиме, да речеме, неколку, ќе имаме повеќе информации за тој ученик, тогаш правиме план за поддршка или тоа би било некој еквивалент на ИОП кај нас, план за поддршка кој што има таргетирани цели за тој ученик. Со тие таргетирани цели сме сигурни дека ученикот ќе напредува онолку колку што нели се неговите капацитети и ќе ги достигне целите кои што понатаму ќе му овозможат напредок на секое поле. Предпоставувам дека пригодот може би е различен кај секој ученик, меѓутоа секојдневно е потребна вежбање, едукација. Па, вака, ако има интензивна интервенција, интервенцијата, да речеме, би било оптимално, би било 3 до 4 пати неделно на тој ученик да се спроведува интервенција која што е или 1 на 1, со наставник кој што ќе работи со него на оние цели, нели, кои што ги има поставено, или во мала група. Меѓутоа, пристапот за овие ученици треба да е секојдневно, да се користи различен пристап во училницата секојдневно од сите наставници. Не само од наставниците по македонски јазик или по јазици каде што тешкотиите, да речеме, се најистакнати, туку пристапот и акомодациите, прилагодувањата за нив треба секојдневно да се применуваат на секој час. Добиваат домашни задачи конкретно од вас да вежбаат со родителите или исклучително е на часовите во училиште? Па јас преферирам да биде исклучително на часовите, затоа што ним секако им треба многу повеќе енергија да вложат во она што го прават отколку на типичните дечиња, и кога ќе им дадеме дополнителна домашна која што можеби не сме сигурни дека може да ја извршат, тоа прави дополнителен стрес и фрустрација. Доколку се дава домашна или доколку се дава нешто за дома, тогаш тоа мора да биде, јас апелирам до сите да биде нешто кое што овие дечиња ќе може да го завршат. Нешто кое што ќе биде само не знам, подпомагање на она кое што веќе го направиле во училница и нешто во кое што се сигурни дека ќе се чувствуваат успешни. Не дополнително или нешто кое што не е дозавршено и кое што не можат сами да го завршат. Кога кажувате енергија, веднаш помислувам да ве прашам во самодовербата, веројатно многу работите. Да. И еве според вашите сондажи трае дислексијата? Да, дислексијата е доживотна состојба. Се смета дека е невробиолошка, односно е наследна. Доколку еден од родителите има дислексија, тогаш и едно од дечињата или нели потомците би имале дислексија. Невробиолошка значи дека или се раѓаме со дислексија или не. Постојат случаи каде што може да биде стекната, тоа би било во некои случаи при невролошка траума, да речеме, или некаква несреќа, меѓутоа е доживотна состојба со која што се живее и се добиваат техники и алатки со кои што овие дечиња може комплетно, нели, да речеме, условно кажано, нормално да функционираат надвор во општеството доколку им се помогне, а тоа значи и работа на самодовербата, на нивната ментална состојба, затоа што знаете, мислам дека последиците по нивното ментално здравје се многу пострашни отколку академските последици. Се зголемува бројката, која е вашата сондажа? Да, мислам дека секоја година јас добивам дечиња кои што имаат некаква тешкотија во читањето или пишувањето, и да се се повеќе и повеќе дечиња. Дури и на глобално ниво мислам дека процентот расте некаде од 15 до 20%. Сега беше 10 до 12, така што мислам дека и на глобално ниво оваа бројка расте, а тоа ни го носи и новото време и начинот на кој што живееме и нели многу други екстерни фактори кои што не се причина, меѓутоа нели се фактор кој што влијае на состојбата. Тоа мора да регистрираме, да се посветиме навистина на сите и дечиња и ученици, за да можат нормално да го продолжат своето образование и навистина да бидат еднакви со сите. Така, тие се по способностите, имаат способности, се што е потребно, мислам дека е само пристапот кој што е на нас, наставниците или едукаторите, образовниот кадар, да го смениме и да го прилагодиме за да ги задоволни нивните потреби и за да направиме да се чувствуваат успешни, затоа што и овие дечиња стварно го можат тоа. Катерина Николовска, навистина ви благодарам за директното вклучување, што се вклучивте во оваа тема, бидејќи навистина секојдневно го работите. Так, благодарам и вам. Ви благодарам уште еднаш. Студио. Благодариме колешката Елизабета Кузмановска, имавме на линковско вклучување.
ги слушнавме наставниците. Симон, колку вам наставниците ви беа ветер в грб и поддршка во образовниот процес? Олеснува или отажнуваа намигови? Па во основно делумно отежнува во моменти, дека никој не знаеш што е дислексија и како да постапат кон тоа. И имаше еден момент кога дознаа дека имам дислексија, кога почнавме со здруженијето, а ме третираат поразлично од другите ученици. Зошто поразлично? Дека мислеа дека имам посебна потреба, а не беше така. Тука е грешката. Да. Сега тука, Дамјан, доаѓаме до едукација на наставниот кадар, едукација на населението. Прокоментиравме додека траеше Линковското вклучување, навистина со големи предизвици се имаат соочувано дечињата порано во еден систем кога и не се зборувало и за оваа состојба и не се ни знаело за оваа состојба. Затоа прашањето ми е колку општините се отворени за соработка низ годиниви, дали наставниот кадар сака да соработува или се соочуваат со тоа, знаеме ние. Вака, значи имаме еден, кога почна работата на здруженијето, тоа што кажува Симон, значи во тој момент јас слободно можам да кажам дека он веројатно беше жртва заради сето тоа што се почна, затоа што беше период кога наставниците апсолутно не беа запознаени со тоа, им беше нешто ново, им требаше време да се навикнат на сето тоа. Меѓутоа сега интересот кај наставниците е многу голем, затоа што се повеќе и повеќе ја гледаат потребата да се доедуцираат во оваа област за тоа како да им помогнат на децата, што е навистина позитивно и нешто што не го очекувавме на почетокот кога почнавме да работиме, затоа што сметавме дека, нели, ние како здружение на формирано од страна на родители со проблеми во училиште, очекувавме дека ќе не идеме на проблем од страна на наставниците, односно неприфаќање, меѓутоа тоа траеше многу краток период и можам да кажам дека наставниците се доста заинтересирани, локалните самоуправи, односно општините се заинтересирани да има возможност што повеќе едукација на наставниците. Симон, за едно дете да расте здраво и безгрижно, потребни му се сите аспекти од живењето. Предпоставувам, и самите кажавте, дека имавте многу предизвици во текот на растењето и големо бреме е едно дете да нема многу другарчиња, големо бреме е да биде осудено од општеството или пак да нема поддршка голема од наставниците. Што ве туркаше напред? Кој е тој кој што ви даваше покрај вашата мајка? Што е тоа што ви беше мотив за секој следен ден? Тоа е многу интересна тема, дека ја реално имав мотив многу и од дедо ми и поише од времето сам се мотивирав да бидам подобар другиот ден и другиот ден. Реално за мотивација, ако збориме, ја реално пробував сам се справував со сите, скоро сам се справував со сите тие проблеми и пробував да кријам од дома што се дешава. Колку од друга страна психолошката поддршка е добра алка во целата оваа приказна? Многу важна. Многу важна затоа што ете како што кажува Симон, он ги потиснувал проблемите, односно не ги кажувал проблемите со кои што секојдневно се соочува, колку ние како семејство и зборам и здруженијето да било вклучено во целиот тој процес, никогаш не сме знаеле вистински што се случува кај него, затоа е важна психолошката поддршка за да не се создаваат тие фрустрации кај децата, затоа што докажано е дека оваа состојба, односно проблемите кои што произлегуваат од дислексијата, односот на општеството спрема децата создава, можем да кажам, и сериозни психички последици кај децата, фрустрации, гнев, огромно ниво на анксиозност и така натаму, затоа сметам дека психолошката поддршка е исклучително важна. Така, дислексијата не е заболување, дислексијата е состојба, да тргнеме од оние најосновни и важни работи кои што треба секој еден да ги знае, без разлика на возраста, и кога зборуваме за психолошката поддршка, дефинитивно е важна за луѓето со дислексија, но и за сите нас останати, ако веќе правиме тортура врз тие луѓе. Колешката Елизабета Митреска на оваа тема во продолжение имаме во живо од Прилеп, разговара со Билјана Дуковска, педагог од Основното училиште Гоце Делчев. Елизабета, добро утро. Добро утро, и се приклучуваме кон темата за дислексијата. Така, тоа е состојба, тоа не го напомна да не сгрешиме, не е заболување. Билјана Дуковска, педагог во Основното училиште Гоце Делчев во Прилеп.
Доколку имате долгогодишно искуство педагошката работа, не само во училиштето, туку и во населените места. Сега, останува ли табу тема тоа поради средината како ќе реагира и со какви проблеми сте се соочиле кога децата имаат проблем со читањето, препознавањето на буквите? Да. Како што рековте, дислексијата е состојба, а бидејќи е состојба, значи дека е потребен посебен пристап, односно инклузивност. Потребата за детектирање пред се на дислексијата може да започне и во пораните возрасти, односно до 5 години, детето треба да може и да знае да ги усвои сите гласови и да го збогатува секако речникот или говорот. Но дислексијата како проблем се однесува на самото читање, на техниката на читање, но сето тоа што вклопува во техниката на читање, во смисла точноста, течноста, брзината и флуентноста или разбирањето на читањето. Со што сте се соочиле кога станува збор за децата кои имале проблеми со читањето, не мора да значи дека е буквално дислексија? Да, се следи читачкото ниво на децата на возраста, посебно децата сега во прво одделение го усвојуваат читањето, меѓутоа, за да можеме да кажеме дали веќе е совладано читањето во подобра форма, тоа се случува во второ одделение. Имам ученици кои потешко ја совладуваат техниката на читање, но сепак може да се каже дека е до невежбано читање. За сега како пракса не сум сретнала целосно дислектично дете, меѓутоа можам да кажам дека може и сознанијата малце ни биле послаби околу тоа, а сега факт е дека треба да се навлегува во нештото, односно повеќе да се обрнува внимание, зошто има успорен развој или совладување на техниката на читање. Потребна ни е едукација на наставниците, токму тука се зборуваше и да не биде стигматизирано детето во таков случај, а секако и родителите со тоа ќе бидат поотворени да говорат. Да, наставниот кадар е едуциран до одреден степен, бидејќи многу често се следат обуки за инклузија, меѓутоа секоја кога ќе се постават пред одреден проблем, тогаш представува предизвик за совладување на нештото. Вашата препорака? Мојата препорака е редовно децата да читаат, односно техниката на читање, секогаш кажувам дека не почнува само во училиштето, туку таа е секаде присутна и дека родителите посебно во домот треба да обрнат внимание на читање, односно преку одредени игровни активности да се совладува читањето, за да се детектираат и одредени причинители или состојба, за да може понатаму да таа најде своја, односно потреба за да се изврши логопедски третман, бидејќи стварно дислексијата е проблематика која треба да има логопедски третман. Кога прашува во училиштата, малку би рекли истражував, дали има случај или пак родител пријавил или забележал наставник, речи си нигде не најдов дека има нешто. Што значи тоа што покажува дека воопшто нема таква состојба или пак доволно не ја препознаваме да ги поддржиме и да дадеме поддршка? Да, по одредени испитувања што се направени за читањето на децата и е факт дека има потешкоти и дека треба да се детектира и дислексијата. Односно, треба да се знае дека дислексијата е поврзана и со читањето и со пишувањето. И дека тука се е поврзано затоа што детето дислектично има нормално ниво на интелигенција, некогаш и надпросечна интелигенција, дека дислектичното дете по сите научни сознанија има и добар слух и вид, меѓутоа она што го прима правилно не го рефлектира во мозокот за да има точност, течност, брзина, да нема промена на гласове во зборот и така натаму. Благодарам. Дуковска, тоа беше педагогот Билјана Дуковска од Прилепското основно училиште Гоце Делчев. И да, треба повеќе обука, детекција и секако воопшто прифаќање дека сите сме еднакви, но некогаш повеќе треба да се обрне повеќе внимание во наставно-образовниот процес. Токму така, Елизабета,
Само да се надоврзам, психолошката поддршка ја споменавме, наставниците ги споменавме во целата оваа приказна. Веројатно првиот начин како потврда дека прифаќаме или стануваме инклузивно општество е кога граѓаните сами за себе ќе почнат гласно да говорат. Примерот кој што го имаме денеска со Симон, морам да кажам како Симон го донесовме во студиото. Договорот беше Дамјан и вие и вашата мајка Славица да дојдат, но во последен момент Симон рече: "А каде сум јас? Кој мене ме прашува, ја што минувам низ годиниве, сакам да се слушне мојот глас." Ова е доволна потврда дека стануваме инклузивно општество. Симон, сега работите, имате 20 години. Како изгледа секој дневието? Колку гласно вие се борите и говорите за себе? Кажи, одговори ви докажа вчера. Да. Со мојата реакција. Како изгледа еден работен ден? Па станувам да се бајле, идам на работа, се најавувам на апликацијата Добра. и тргнувам на работа. Имате ли пречки, предизвици во функционирањето? Па моментално тоа што го работам немам толку многу пречки. Интересна е работата и брзо работам, еден од подобрите работници сум. Браво. И ако имате предизвик во однос на читањето, кој е скриениот талент? Секогаш се знае дека ако во еден сегмент каскаме, нешто друго е апсолутно апсолутно сме вешти. Што е тоа во што сте вие вешти? Што ви оди? Возење на мотор. Така рековме, значи и тоа е многу важно апсолутно за сообраќајот и безбедноста, зборуваме интензивно изминатиот период. Имаме еден добар возач овде. Сигурно. Да завршиме со испраќање една порака за сигурност, љубов, прифаќање, охрабрување. Тоа е нешто што ново општество му е и текако повеќе од потребно. Јас секогаш се радувам кога за било какви состојби кои што се предизвици за луѓето има и луѓе борци од другата страна. Верувам вашата работа им значи доста и на останатите луѓе кои што се соочуваат и живеат со оваа состојба. Што ќе биде, како ќе го завршиме разговорот, совет до децата, родителите, системот? Јас тоа што го кажувам сите овие изминати години, особено до родителите, да не се плашат, бидејќи дислексијата не е ништо страшно, затоа што се уште постои некоја стигма, ја го разбирам и стравот ке родителите. Од неинформираност, најверојатно. Да, меѓутоа апсолутно не е страшно, токму напротив, треба да се препозна и треба да се поддржи детето за да може да успее во текот на животот и нели сите оние скриени таленти кои што ги има да може да излезат на виделина, што поголема едукација на наставниот кадар, на родителите, меѓутоа и се надевам дека ќе дојдеме до оној дел на едни системски решенија за специфичните тешкоти во учењето, затоа што е потребно ангажирање од страна на државата и властите за да нели можеме да зборуваме дека се движиме по оној патот на создавање на инклузивно општество. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија на утро. Симон, особено тебе со Дамјан, ние често се гледаме, но многу ми беше драго што ја слушнавме и твојата приказна. Се надевам дека често ќе се гледаме, бидејќи сакаме промени, а промените само така ги правиме. Благодарам. Следното линковско вклучување и советите кои што ќе ги слушнеме благодарение на колешката Максимовска се добре дојдени и за наставниците и за родителите, бидејќи препознавањето рано е клучно во однос на промените. Александра, повели. Токму така, Христина. Дислексијата е една од специфичните потешкоти кај учењето на учениците. Потешкотијата поврзана со читањето ја погодува речиси 10% од светската популација. И при тоа не мора да значи дека детето има намалена интелигенција. Таа се појавува и кај деца со нормална интелигенција, со нормален вид и со нормален слух исто така. Ранното препознавање е клучен фактор за подобар третман и за подобра инклузија на овие ученици понатаму во воспитно-образовниот процес. На оваа тема повеќе ќе поразговараме со нашата денешна гостинка Андријана Шокларовска, специјален едукатор и рехабилитатор во Основното училиште Свети Климент Охридски и Битола. Добро утро, Андријана. Добро утро. Дислексијата исто така е и тесно поврзана со дисграфијата. Како да се препознае? Па вака, најпрво, кога детето се слуша што зборува, за да ги препознае тие јазични гласови, најпотребно е да ги претвори во гласови со значење. Кога детето чита,
тие самите зборови и гласовите, самите зборови и буквите треба да ги претвори во исти тие гласови со значење, со тоа што самиот процес на читање е препознавање на буквите. Препознавањето на буквите значи препознавање на гласовите. Слеаноста на самите гласови се формира еден збор, кој што има збор свое значење. Повеќе зборови формираат реченица. Учениците е потребно да ги формираат и да ги препознаваат самите реченици, не само сувопарно да ги читаат истите реченици. Самата дислексија и дисграфија е потешкоти во пишување и во читање, што како што кажавте ја зафаќа 10% од популацијата и не мора да значи дека опфаќа одредена популација, значи одредена култура или одреден јазик, тоест помала мотивација, социјално запоставени семејства и така натаму. Напротив, често се јавува и кај надпросечно интелигентни лица. Основни фактори, тоест како би ја препознале видливи, значи симптоми на дислексија и на дисграфија, можеме најпрво да видиме кога самиот ученик ги прескокнува слоговите и буквите, тоест ги заменува со други или воопшто не ни ги кажува. Неуреден ракопис, имаме потешкоти при мотивација за пишување на текст, немаат никаква мотивација за читање на истиот текст, проблеми во ориентација и во простор, проблеми во движењето, значи лево, десно, горе, долу, како што и идно време, сегашно време и минато време. Често се јавуваат и проблеми во математички операции, слеаност на самите математички операции, значи редослед, не го препознаваат редоследот, потешко му одат значењето на самите зборови во реченицата и така натаму. На која возраст најчесто може, најрано еве да кажеме, може да се препознае дислексија? Околу второ оделение, значи тоа доаѓа 6 до 7 години, бидејќи прво оделение е период на адаптација, второ оделение веќе е период на описменување и можеме да видиме колку зборови во реченицата и како ги формираат самите деца речениците. Така, еве за крај, како последно прашање, кој е начинот на третирање? Како понатаму со овие деца, откако веќе ќе се препознае дека имаат дислексија? Какви чекори вие превземате? Најпрво можеме да кажеме дека дислексијата не е болест, туку е состојба која што се третира. Ние како дефектолози имаме клучна улога во самиот процес на описменување на детето, меѓутоа главниот триаголник е наставник, родител и ученик. Тој главен триаголник е врска нераскинлива, каде што се поставуваат целите. Тие цели се менуваат на секои 3 месеци. Сега знаете, според мултифункционалната комисија, тие ни даваат насоки за работа и ние работиме според нивните насоки. Често има и добри обуки онлайн, каде што може да му послужат на наставниците доколку нема специјален едукатор и рехабилитатор во самите училишта и мора да кажеме дека ние како училиште и општо сите училишта треба да бидеме пример за како тоа детето, да градиме училиште по мерка на детето, а не детето да биде по мерка на самото училиште. Андријана, ви благодарам многу за двојното. Ви благодарам. Кристина, како што можевме да слушнеме, се надеваме дека овие совети ќе послужат на многу родители и колку порано препознаеме или се посомневаме дека нашето дете има дислексија, дисграфија, подобро е веднаш да побараме помош. Апсолутно се согласуваме и затоа говориме и денеска во Македонија наутро. Благодарам, Александра. Оваа тема до 9 часот ќе ја завршиме и со еден пример. Решивме нели за оваа тема да говориме и низ пример. На гости имаме функционер кој не само што гласно одлучи за да зборува за дислексијата која поседува, туку и да се бори против дискриминацијата и да поттикнува промени. Добро утро за Марко Колев, градоначалник на Велес. Добро утро. Благодарам за поканата. Дека имате дислексија, некаде прочитавме дека сте дознале доцна и случајно пред 5 години. Тоа се многу години живот, сум мисла дека не сте умееле да читате како сите останати. 35 години поминати во незнање, затоа што, ако ги скратиме оние 5-6 години, отприлика 30 години, ти се случува нешто, а не знаеш што ти се случува и го миниш животот и образовниот процес во основно средно и високо образование во незнање и потешкоти во читањето. Тоа значи дека ниту вашето семејство имало објаснување, ниту вашите наставници, ниту вашите соученици знаеле што се случува кога вие мака мачите да прочитате нешто.
Што значеше, господине Колев, да се живее 35 години со дислексија? И лично, но и како тоа средината го објаснуваше? Па вака, јас случајно и за терминот дислексија дознав на 35 години, пред 5 години, и тогаш фактички почнав и да истражувам. Пред малку беше Дамјан, фактички првата комуникација беше со Дамјан и со неговата мајка, но и со стручни лица кои што работат во општина Велес. Тоа почиња се помеѓу 6 и 7 години, кога дечињата почињаат во образовниот процес да ги изучуваат буквите и да почнуваат да сврзуваат и да читаат. Еве, како што кажуваат сите експерти, и тоа јас од моето искуство, пошто овие 3 години од кои што извршувам позицијата градоначалник, често сум во клупите со децата, со наставниците, се со цел да го олеснам овој процес е еден макотрпен период. Фактички, со дознавањето на оваа состојба имаш првен едно олеснување, но дотогаш имаш еден нелагоден процес на образование. Тоа се години образован процес. Како Така се е. го објаснувавте сами на себе? Јас, па ќе кажам, случајно дознав за оваа состојба и од тогаш сериозно истражувам. Оваа проблематика, како што кажа и Дамјан, е тема која што е позната последниве 10 години. За разлика од другите земји во обкружувањето и во светот, кај што околу 50-те години во Англија почињаат овие состојби да се истражуваат, со тоа што па ќе кажам, процесот е многу мачен, да не знаеш што ти се случува, а од друга страна имаш несоодветен третман и насока од страна на, може да кажам, наставниците, но и од стручните служби во самото училиште. Јас многу често зборувам за моето основно образование, каде што во тој временски период, на почетокот на моето образование, имав некои здравствени проблеми кои што ме оддалечи од школата од 3 до 4 месеци, и на стручните служби го поврзуваат тоа дека сум почнал и сум заостанувал во образовниот процес во тој временски период заради здравствените проблеми, или па, не знам, јас 84-та, сум почнал со 83-та, сум почнал малку порано во делот на образовниот процес, и тие се некои работи кои што ги зборувам гласно, ама немаат никаква допирна точка со дислексијата и состојбата која што ја имаат тие дечиња. Најверојатно сакале да најдат некое логично објаснување тогаш. Луѓето, службите, најверојатно не знаејќи премногу за состојбата наречена дислексија. Добивате ли барем од некого поддршка тогаш, бидејќи тоа го разговаравме сега и со Дамјан и со Симон, со самото функционирање на здруженијето, на тоа што и вие лично како градоначалник за овие години го направивте, навистина е голем ветер во грб и поддршка за овие лица. Но како беше тогаш? Добивавте ли од некого барем поддршка? Вака, ќе повторам дека стручните служби во секој школа се работеле, но верувајте дека и они не ја знаеле состојбата и проблематиката и техниките на учење кои што сега моментално се применуваат. Да, имало и психолог и педагог кои што работеле и со мене и со другите дечиња кои што имале потешкоти, но никој не знаел. Секогаш тоа се поврзувало со некаква мрзливост, незаинтересираност, па нели секој дете не е надарено да учи, но тоа е далеку од вистината. Во тој временски период се поврзувале тие работи со воспитно-образовниот процес. Дека, па ќе кажам, детето е мрзливо, не ќе да чита, го интересира повеќе топката, отколку книгата. Сака фудбал. И сака фудбал, да, едноставно. Да, сака повеќе физичко отколку македонски, и тука настануваат тие предизвици и проблеми, да. И откако станавте градоначалник, и откако дознавте со состојбата, си ветивте сам на себе дека Велес ќе биде општината во која што ќе започнат промените во однос на едукацијата општествена, и индивидуална, и институционална во однос на дислексијата. Ви поаѓа ли тоа од рака и какви промени се прават? Вака, јас и пред да станам градоначалник знаев за состојбата, со тоа што на некој начин ја споделува во моето потесно и пошироко обкружување, не зборував јавно,
но веќе кога ја добив довербата да го водам градот Велес и да извршам оваа одговорна позиција и заради позицијата и заради тоа што имаме надежност ние кон образованието, решив посериозно да се занимавам, но тоа и го сакам и тоа секојдневно го правам. Значи, во изминатите неколку години имаме одржано голем број на обуки и работилници заедно со стручни лица, за да се ги запознаеме пред се наставниците и образовниот, потоа што вработените во образовниот систем во општина Велес. Сега оваа тема е на едно повисоко ниво. Веќе секој знае за дислексија, дискографија, дискалкулација, сите потешкоти во учењето. Имаме редовни и контакти и комуникација врз основа на обуки, дали се тоа со физичко присуство или се на онлайн. И јас многу често знам во мојот кабинет да примам врз основа на барање на родител и дете, но уште почесто да отидам во самото училиште, да седнам до некој дете и да го поминам часот со него во делот на читање, едуцирање и да објаснам дека оваа состојба која што имаат, како што кажавте и вие, 10 до 15% во населението во Република Македонија, да им кажам дека не е ниту болест, не е нешто страшно, туку дека ете, Господ решил да имаме на таква состојба, благородна може да кажам состојба, заради тоа што нешто ти е скратено, нешто ти е и дадено, што да не се пошат. Па гледате, креативноста, па креативноста, начинот, гледиштата се додадени. Ете, можем да кажем дека фотомеморијата е изразита, памтењето е изразито, така да има некои работи кои што навистина се изразити заради тоа што, еве кажа и Катерина, оваа состојба која што се наоѓа во мозокот, едниот дел од хемисферата е поразвиен од другата хемисфера, таму кај што ти е скратено на другата страна, ти е додадено, така да можеш секој зошто има затоа. Секој зошто има затоа. Можеме само да ја замислиме емоцијата на дечињата кога ќе седнете до нив и кога разговарате за оваа состојба, степенот на поддршка што во тој момент ја чувствуваат. Што најчесто ве прашуваат? Што разговарате? Вака, најбитно е децата да се чувствуваат сигурни и лагодни во образовниот процес. Поточно зборувам каде што има посебно читање, зборуваме за македонски јазик и за другите предмети. Многу е битно децата да бидат заштитени од страна на наставниците кои што го обавуваат часот, заради тоа што моментот на правење на нешто што не сакаш да го правиш, а дополнително од сите страни имаме довикување и изразување на нашите соученици со погредни зборови, значи затварање на самото дете и одење во друг еден правец. Значи детето со дислексија, кој што во секој клас го имаме 1, 2 до 3, може и повеќе, чувствувањето дека кога ќе биде спремно на ќе крене рака, дека кога ќе биде спремно да сака да чита, ќе чита, е многу психолошки момент кој што еве јас не сум можел да го имам, но се трудам овие дечиња кои што сега во моментот се соочуваат со оваа потешкотија да го имаат. Најчесто ме прашуваат дали сакате, ете, градоначалник или Марко, да читаш. Јас си викам некогаш сакам, некогаш не сакам. Како успеа да станеш градоначалник, со многу труд и со многу работа, заради тоа што тогаш не знаевме што се случува. Сега барем знаеме што се случува, има и техники, има и фонтови, има и начин на побрзо и полесно справување на материјата која што ја имаме сега. И тоа сакав да ве прашам, позицијата на која што сте во моментов бара постојано читање. Тоа се тонитори хартија кои што постојано пристигнуваат во вашиот кабинет и материјали кои што едноставно мора и вие со сопствено око да ги видите и поминете. Ве фрустрира на моменти обемното читање или имате ли алатка која што ви помага во целиот овој процес? Вака сега, значи има алатки, има и фонтови, но има и соработници кои што се обкружени околу градоначалникот, кои што тоа може да го проверат. Читаме инклузијата. Тоа е, значи читам јас тоа што морам да читам. Но со помош на фондови, секогаш кога имам читање или јавен говор каде што држам хартија, тоа е со фонд кој што е за лице со дислексија. Контраста е многу битна, ние се некои техники кои што ги применувам јас да читам на жолта подлога со црни букви заради контраста, имаме поголеми букви, подздебелени букви,
Тоа се кратки текстови кои што обично ги читам, така да има неколку техники кои што јас ги применувам од кога ја знам оваа состојба. А имате супер соработници, Александра, сакам да ја поздравам Да, позади благодариме. камерите, ни е тука Да. една од нив. И кога го имаме веќе градоначалникот тука да ја пофалиме и зборувавме за креативноста, таа велосипедска И неколку пати на Петар му патека. кажавме, Да, да. неколку пати на колегата дописник кога ни се јавува од Велес на Петар Печков, ни се јавува од новата велосипедска патека. Споменавте креативност, верувам дека нели како тим сте вмешани многу луѓе таму, нете да пофалиме како изгледа тој дел од Велес сега. Навистина ни се допаѓа. Креативно, убаво. Добро, тоа е еден поголем проект кој што го работиме подолг временски период, каде што тоа треба да биде почеток на една замисла да направиме неколку велосипедски патеки кои што би се одвивале во централното градско подрачје и некој Велес е преубав специфичен град со тесни улици кои што се протега на два, можам да кажам, рида и овие креативни велосипедски патеки е тешко и да ги направиш заради тоа што инфраструктурата не дозволува, но се трудиме не само со ова, но со други креативни работи кои што заради добриот тим и заради прифаќањето на се што е модерно и ново, се обидиме да го направиме Велес едно поубаво место живење. И потоа прочитав на Твитер наслабење во Велес по редовите со О, да, велосипед. може. Кристина таму. Фала, Ване, Благодариме може. за гостувањето во Македонија наутро и за тоа што ја споделивте вашата лична приказна во контекст на поддршка на лицата кои што се и соочуваат и живеат со состојба И дислексија. сосема накусно на крајот, која е пораката до сите родители, до сите млади луѓе кои што се соочени со предизвикот наречен дислексија, како Симон пред малку? Вака сега ќе одговорам јас на двете прашања. Ајде. Првен ќе почнеме со пораката. Не треба да се откажуваме заради тоа што јас сум имал мал милион причини да се откажам заради петошкотиите што сум ги имал, но сум завршил и основно и средно и високо образование, може не со највисок успех, но никогаш не сум се предал, така да ова е пораката и до секој млад човек кој што има некаква потешкотија, а не е само дислексијата, да не се откажува. Благодарим. Благодариме за гостувањето во Благодарам. Македонија За наутро. соработката, да. Во